Вести на Канал 8, добар ден. Се интензивираат проблемите со болеста син јазик кај крупниот добиток во Источна Македонија. Сточарите се жалат дека трпат големи штети, бидејќи не можат да ги продаваат здравите грла, а досега слаб ефект покажало лекувањето на заболениот добиток. Сточарите од истокот на Македонија кои одгледуваат крупен добиток се пред колапс. Болеста син јазик им ги проретчува стадата, а им прави директна финансиска штета, затоа што не можат да ги продадат ниту грлата, ниту млекото и млечните производи. Сточниот пазар во Облешево, што е најголем во регионот, веќе четврта недела е затворен. Одгледувачите на добиток велат дека секојдневно гледаат како им умираат најдобрите грла овци, а не се поштедени ниту кравите и другата стока. Ја имам 300, имам веќе 20 заболени. А има Блатичко, там има еден баџанак, може ли? Еден баџанак има 230, има 780 веќе заболени. Катастрофа е. Имаме доста и штета од млекот нема. Остави ми, не смееме да му зема овците. Па фамилија имаме дека што даваме на овај сирија, не смееме да направиме така, имаме штета. Сега има 7-8 умрени, а 5 има паднани дома, лежат и тие ќе умрат до вечер. Доктори доаѓаат, боцкат, ги зимат пари, викат нема лек. По барање на сточарите, а со поддршка на Федерацијата на фармери, во Штип денеска се одржа работна средба на која присуствуваа над 150 сточари од регионот, при што помош побараа и од државата. Нашата намера е да побараме можност од Министерството за земјоделие, конкретно Агенцијата за храна и ветерина, да ги обештата земјоделци да може да ги обноват стадата, за да можеме да имаме луѓе кои ќе работат, кои ќе остваруваат приходи од своите стада. Ветеринарите ги повикаа сточарите навремено да ги пријавуваат заболените грла. На состанокот беа донесени неколку заклучоци, меѓу кои, освен финансиската одштета од владата за угинатите и исчезнатите грла добиток на паша, побарано е бројот на грла што треба да се субвенционира да остане според правичниот попис. Исто така, сточарите сметаат дека е потребно да се изготви нов список на болести за кои државата ќе издвојува дополнителни средства за лекување, како и да се симне забраната за промет на добиток, односно да се отворат сточните пазари во Македонија. Новините што ги донесоа најновите измени во Законот за фискализација и воведувањето нови фискални апарати беше тема на презентацијата што се одржа во Кочани. Организатори беа фирмите Техномедија од Кочани и Акцент од Скопје, во соработка со Сдруженијето на финансиски работници на Македонија. Воведувањето на измените во Законот за регистрирање на готовинското плаќање и користењето на нови фискални уреди кои имаат посебен GPRS додаток, криптомодул и SD и SIM картички се уште е новина за поголемиот број деловни субјекти. Тоа беше причина фирмите Техномедија од Кочани и Акцент од Скопје, кои се добавувачи на фискалните апарати, да одржат презентација за менаџерите и управителите на фирмите, како и за вработените кои се задолжени за сметководствено работење. На презентацијата беа прикажани уредите од моделот Synergy, а инженерски тим подетално ги представи нивните технички можности. Презентацијата се организираше во соработка со Сдруженијето на финансиски работници на Македонија, при што беше дадено детално објаснување за измените во Законот за фискализација. Роковите за воведување на GPS уредите во склопот на регистрираните готовинските плаќања се следни. До 31 октомври оваа година треба да набават вакви уреди следните даночни обврзници. Сите оние даночни обврзници кои имале минатата година годишен промет над 10 милиони денари, во втората група спаѓаат сите трговци на мало, кои се бава со промет на нафтени деривати, обично кажано бензинските пумпи, и во третата група е сите оние даночни обврзници кои вршат угостителски дејности. По завршување на оваа група следи уште еден рок на останатите даночни обврзници. За сите, даночни обврзници треба да набават вакви уреди до 31 јануари 2015 година. Со тоа ќе заврши процесот комплетирање на фискалното регистрирање на готовинските плаќања во Република Македонија. Пред да стапат во сила, Управата за јавни приходи ги образложи измените во Законот со потребата да се отстранат девијантните појави во плаќањето на даначните давачки и намалувањето на така наречената сива економија. Целиот систем треба да се заокружи до јануари идната година, а од управата очекуваат дека со него за околу 25% ќе се намали појавата да се избегнува плаќањето даноци.
Во близина на виничкото село Драгобрашта се случи тешка сообраќајна несреќа во која учествувале мопед и патничко возило застава 750. Во несреќата едно лице се здобило со сериозни повреди, поради што е префрлено на лекување во Скопската клиничка болница. 68 годишниот К.И. од Виница се здобил со потешки повреди во сообраќајната несреќа што во вторникот околу Пладне се случила на локалниот патен правец меѓу виничките села Драгобраште и Грљани. Виничанецот управува мопед Херк 58, при што во еден момент дошло до судир со патничко возило застава 750, управувано од 42 годишниот Б.А. од селото Калиманци. Несреќата се случила кај местноста Чукар, каде и порано имало неколку слични инциденти. Од ударот, виничанецот се здобил со потешки повреди, пошто веднаш бил префрлен во општата болница во Кочани. По укажаната медицинска помош, а поради здравствената состојба во која бил повредениот, кочанските лекари подоцна го препратиле на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Полициски службеници направиле увид на местото на несреќата, што треба да ги разјасни околностите под кои дошло до судирот. Неофицијално ќе се проверува техничката исправност на фиќото што учествувало во сообраќајката, затоа што според сообраќајната евиденција било нерегистрирано. Неговиот возач поминал без повреди. Годинава се запишани рекорден број деца во градинките во Виничко, како во градот, така и во населените места. Само во двете градинки во Виница се запишани околу 370 дечиња во кои се вклучени и ромчињата од двата проекти – инклузија на деца роми и добар почеток. По само една година од работењето, солиден одзив има кај дечињата во село Трсино. Градинката стартуваше со 5 деца минатата година, а сега се 15-тина. Но на барање на родителите, поголем дел од децата имаат полудневен престој. Градинката е добре дојдена за родителите. Добро е што се отвори за децата, секој за нас родителите. И сега зависи тука како ќе се прилагодат, како ќе се покажат секако и воспитачките и дали ќе се прилагодат децата. Одзивот кај родителите е многу поголем отколку во почетокот. Значи, ние нашата градинка во село Трсино ја отворивме и односно почна со работа со 5 дечиња. Сега и моментално имаме 17 дечиња, но 2-3 дечиња ни се на адаптација, што значи дека бројката достигнува до 20 дечиња. Во градинката во Блатец, која летово беше освежена со колоритни бои, 7 деца користат целодневен престој, но овде се очекува бројката да се зголеми во престојниот период. Со оглед на староста на објектот кој граничи со интернатот, неопходна е надворечна реконструкција и санација на оштетените ѕидови. Во детската градинка во Блатец имаме зближено 9 дечиња, моментално денес се присутни 7, денес се одзив. Градинката работи со целодневен престој, започнувајќи од 7 часот наутро, па се до 15 часот. Кон крајот на октомври и почетокот на ноември со работа ќе започне и новата градинка во село Истибања, владин проект кој е во завршна фаза. Со адаптација на дел од селскиот објект во центарот на селото, таму се создадени одлични услови за работа и престој на 30 дечиња од предучилишна возраст. Од средината на октомври 20 дечиња од село Истибања ќе може да се социјализираат во новата градинка која чека на набавка на ентериерот. Изградбата на градинки во руралните населени места е во вредност од околу 2 милиони денари. Со почетокот на школската година имаме неде запишено околу 310 дечиња во двата објекти во градот, и во Блатец и Трсино. Деновиве започнува изградбата на 3 нови занимални од 150 квадрати во старата градинка во градот, проект кој општина Виница го реализира преку форумите на заедницата, а кој треба да овозможи проширување на капацитетот и комфорот за престој на запишаните дечиња. Грижата за најмалите не е само владин приоритет, туку и на менаџерскиот тим во градинката. Минатата година и оваа се инвестирани преку 20.000 евра сопствени средства во нови котли, кујна и санитарни јазли, како и во спроведување техничка вода. Приоритет останува азбестната кровна конструкција, замената на котлите во новата градинка и хортикултурното уредување на дворот. Завршува изградбата на делницата Видовиште Теранци. Се работи на поставување на последниот слој тампон и следната недела ќе се почне со асфалтирање. Според програмата на јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија и програмата на општина Зрновци за локални и регионални патишта, како што беше предвидено, се гради делницата Видовиште Теранци од регионалниот пат Виница Зрновци Карвинци Штип.
Патот е со должина од 4 километри и широчина од 4 метри. Финансиската конструкција за изградба на патот е околу 20 милиони денари, од кои што обврска на општината Зрновци беше да обезбеди тампон и да изврши проширување на мостот на левиот магистрален канал. Деновиве интензивно се работи на делницата и е во завршна фаза. Во моментот се работи на потек од 3,5 км, меѓутоа наскоро ќе продолжи останатиот дел да биде изграден. Се работи на завршните работи, се поставува последниот слој на тампон и очекувам дека во текот на следната недела ќе почнеме и со асфалтирање на оваа делница. Изградбата на патот ќе значи многу за жителите и за развој на селата што гравитираат на овој потек. Значително ќе се зголеми комуникацијата на луѓе и размената на стока. Преку овој пат побрзо ќе се излегува на магистралниот Кочани Штип. Се очекува патот за кратко време целосно да биде изграден. Изведувач на работите е Македонија пат. Своеверно е неконзумирањето на јадење со црвена боја за време на празникот од секување на главата на Свети Јован Крстител. Повеќе да се внимава на постот, а не на тоа дали храната е црвена или не, апелираат свештениците. Владиката Иларион по повод празникот ќе служи литургија во селото Долни Подлак. Светата православна црква на 11 септември го чествува споменот на отсекување на главата на Свети Јован Крстител. Истиот е тажен настан за христијаните и затоа црквата определила строг пост. Неконзумирањето на јадење што имаат црвена боја е суеверие на кое не треба да му се придава важност. Повеќе треба да се внимава на постот, апелираат свештениците. Денес постојат некои обичаи и практики на овој ден да не се јаде црвено, што не е точно и такво нешто нема пишано во правилата за пост. Обично луѓето ова ги асоцираме или на крвта која што се пролеала од главата на Светиот Претечен, значи повеќе внимаваат да не вкусат нешто црвено отколку да се задржуваат на постот. Значи апелираме овие практики кои што не се вистински и не се насплотно православното предание да бидат потргнати и луѓето да не ги практикуваат како такви. Во село Долни Подлог, во манастирот посветен на празникот, ќе се отслужи света архиерейска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион со повеќе свештеници од Кочанското наместништво. А во Кочанската црква Свети Великомаченик Ѓорги ќе се отслужи празнична утрена и божествена литургија. Следуваат спортските вести. Девојката со најубаво тело во светот е епитетот на 20-годишната Викторија Хубер Здравкова од село Мородвис, која времено живее во Швајцарија. Во 2013 година ја доби титулата светски шампион во Natural Bodybuilding, а годинава повторно ќе се надпреварува и ќе ја брани светската титула. 20-годишната Викторија Хубер Здравкова од село Мородвис, која времено живее во Берн, Швајцарија, на своји 15 години станува светски првак во карате на надпреварот во Рим во 2009 година. Помалата повреда која ја имала на ногата и по известна пауза, таа одлучува да ја продолжи својата кариера, но овој пат да ги истакне своите квалитети и преубавото тело во спортот за кој таа одамна сонувала – Natural Bodybuilding. Се пријавува за учество на надпревар во Бостон, Америка и за само 2 години, во ноември 2013 година, во силна конкуренција во селекција од 20 на девојки, ја добива титулата светски шампион во Natural Bodybuilding. Годинава Здравкова повторно ќе учествува на надпреварот кој на 15 ноември ќе се одржи во Бостон, Америка и ќе ја брани титулата светски шампион. Сега интензивно се подготвува за тој важен надпревар и е на строг режим на исхрана, рече незиниот татко Виктор Здравков од Мородвис, кој додаде дека она што е квалитетно во Македонија не знаеме да го цениме, но затоа пак доста почитувано е во странските држави. Тоа е една од многуте причини зошто младите бегаат од Македонија. Инаку Викторија Здравкова е родена во село Мородвис. Незиниот татко е од Мородвис, а мајка е од Швајцарија. Студент е во втора година на економскиот факултет во Берн, Швајцарија. Најголема нејзина желба е да се врати во Мородвис, но обврските со нејзината работа и постигнување на целта, бранење на титулата светски шампион, не го дозволуваат тоа. Швајцарските и американските вестници често пишуваат за неа, па на насловните страници го носи епитетот «Девојката со најубаво тело во светот». Осогово по 3 кола одржува чекор со главните фаворити во третата Лига Исток.
Позитивниот резултат од Струмица покажува дека за кочанскиот третолигаш ништо не е изгубено однапред. Осогово по 3 кола одржува чекор со главните фаворити. За време на продолжениот викенд се одигра надпреварите од третото коло во третата фудбалска лига Исток. Првопласираните три екипи и претенденти за највисок пласман остварија победи сите на терен на противниците. Во Струмица Осогово го совлада минатогодишниот второлигаш Тиверија со резултат 2:0. Головите ги постигнаа Љупчо Коцевски и Кире Стојков. Резултати од третото коло: Вчепо Лесло 1934 4:0, 14 октомври 1946 Беласица 1:8, Каменица Саса Здравје Радово 2:2, Брегалница Голак Работник 2:1 и Баби Јака 0:2. Табелата ја предводи Беласица со 9 бода пред Плачковица која има исто толку. Осогово е трет со 7, Брегалница Голак со 6 бода е на четвртата позиција, на петата е Овчеполе со 4 бода, 1934 Виница е на 10-та позиција со само 3 бода. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Следете ни на веб страницата kanal8.mk.